Стадион. Емисија за вашата вистина. Да се разбереме, и тој е белег кој што е поприлично интересен и за науката, и за образованието и така натака. Не е тоа дека белегот етничка припадност, па и религиозна припадност е небитен. Меѓутоа, тогаш кога го предлагавме, испитувавме пулсот фактички на јавноста да видиме дали сме спремни конечно да станеме граѓанско општество, вистинско, а не етничко општество, да видиме дали има можност, бидејќи тука е полето каде што политиката е заинтересирана за своје действување, да го нема овој белег, да овие два белега, за да едноставно пописот на вистина биде статистичка операција. Меѓутоа, окей, така беше реакцијата во јавноста, сите инсистира да биде ова, ние мораме да го прифатиме, бидејќи во суштина ние не произведуваме податоци за нас, произведуваме за потребите на корисниците. Штом граѓаните како корисници сметаат дека треба да бидат овие белези вклучени, тие се дел од пописот. И тука е главното поле на притисокот. Се оно останато во суштина веројатно не би било премногу, ајде не речем интересно, ма забавно за публиката. Значи, на овој начин се обидува да се тргнат сите оние, барем некој моје видување е тоа, бенефити што треба ги донесе пописот, а за жал на многу полињани требаат не само информации, треба дејство, делување, меѓутоа делувањето не можеме да го правиме без информации, и веројатно за да се тргне вниманието на некои по-небитни работи од она што треба да се решава, тука сега се... Сега ќе има ли тоа за јазик? Затоа што интелектуален капацитет на една држава, на едно општество на тој начин, колку се знаат јазиците, прв јазик, втори јазик, затоа што видите, Црна Гора ќе ја споменам. Последниот попис и таму е проблематичен, нели, Срби и црногорци. Таму мислам дека повеќе кажуваат дека зборуваат српски јазик, отколку што се декларираат како срби, разбирате? Дека да може и да не го знаеш јазикот, да си или да се изјасниш, да се декларираш како припадник на одреден етникум. Во Канада, во Америка, прв јазик, втори јазик што се зборува во семејството, така ли? Че тоа се модерните стандарди. Ние отидовме во малку поинака варијанта. Пробавме, мисля, че нека во 94-та година, беше покрај мајчиниот јазик, да ставиме и познавање на други јазици. Меѓутоа сега многу е дискутабилно што значи тоа познавање на друг јазик. Една работа е да разбирате. Сега ќе го има тоа? Не, сега ќе биде малку поинако. Друга работа е дали знаете течно да го говорите, дали знаете граматички да го говорите, дали знаете, ајде ние онака на шала што викаме колку за на плажа да баркаре девојки. Значи многу дискутабилно тоа што значи не е проверливо познавањето на јазикот. Оно што нас не интересира е битно за државата, покрај мајчиниот јазик кој не мора да го познавате денес, нели? Оној првиот јазик кој сте го слушнале, така би било дефиниција. Јас мајчи јазик ми е влашки, ама јас зборувам македонски 99. Така. Сега нам не е битно кој јазик го користите во комуникација во домаќинството. Значи тоа е најважната информација, бидејќи врз основа на тоа во суштина треба, а сме се определили како општество кое дава можност да се школуваме не само на македонски јазик во државата, например да се планира образовниот процес. Е една од причините. Нормално тука се сите културолошки и така натака останати елементи, меѓутоа една битна причина зашто и ова прашање ќе го случиме, значи и мајчиниот јазик и јазикот кој што се користи во комуникацијата во домаќинството, токму од овие причини. И на крајот на книжата имаме мешани бракови, каде што таму како функционираат два јазика, значи може секој ќе се окаже, значи секој поединец се кажува кој јазик го користи во комуникацијата во домаќинството. Значи може да се говорат и два јазика, ако се разбираат помеѓу себе луѓето. Не мора да сите членови на домаќинството кажат исти одговор, ме разбирате. Тука е суштина. Мешаните бракови се интересни. Како ќе се декларираат децата на тие? Или личниот език. Посилниот пол, може ли двојно да се кажува? Значи личниот изјава не може двојно. Не може двојно. А децата се мали, например. Мене ми е тоа јасно, да, и во тој случај тоа е било правилото секогаш. Мене ми е малку нелогично, меѓутоа такви се стандардите кои што ги даваат и Обединетите нации, да за децата, малолетните деца, даваат одговор родителите, односно старателите. И има често случаи да имаме недоразбирање. Се згарат меѓу себе? Па јасно сведок и на такви случаи. Мажот и жената. Имало, ајде да не кажем и разводи на бракови дури. И како ги решавате тие проблеми? Ние не ги решаваме, ги решават излез судовите после тоа. Не можеме ние да решим, значи таа изјава што ќе добиеме, таа ја запишуваме, немаме право да се мешаме во тој дел.
Значи да го завршиме прашањето. Се веројатно се прави компромис во домаќинството, да се разбереме, значи ние мораме да го запишеме она што ќе го добиеме како одговор. Тоа како да го поилустративно да го опишеме. Како кога се венчаваат пред матичари, која супругата вели ки си го задржам, ки си го додам, па тука кав ги настанува, така некако. Добро, во најчест случај немаме проблеми, меѓутоа ете има, јас бев, кажам, сум бил сведок на такво нешто. Да го завршиме прашањето за дали се ова што сега како закон го имаме од професионален аспект за вас е целосно прифатливо или има одредени компромиси што малку ќе ве измачат или ќе ви направат дополнителни проблеми. И имаше ли работи што вас лично, ако ве прашаме или ако ве праша, беа прифатливи што ги предлага другите партии, што не гласа опозицијата. Да не зборуваме за отпечаток. Не е проблем, може да говориме за сеживо. Не е тоа никаков проблем, се има објаснување. Значи ние настојувавме да подготвиме закон кој што ќе даде правната рамка за спроведувањето на пописот. Законот не е методологија. Законот дава можност, право да се спроведе оваа статистичка операција. И тоа му е функцијата на законот. Во него треба да бидат содржани причините зашто се спроведува пописот, кои се целите на пописот, што се добива со оваа операција, понатаму ги дефинира единиците на попис, значи зашто ќе прашуваме, прво кои ќе бидат единици и кои ќе биде вклучено во тој аспект, значи во пописот и кои ќе бидат учесниците во пописот. Значи оние кои што ќе ги поставуваат прашањата, во суштина ќе ги прибираат податоци. Тоа е функцијата на законот. И затоа се носи и законот во суштина, да ја ова операција и го даде значењето, таа е задолжителна операција. Значи со законот таа станува задолжителна, не е доброволна операција, тоа е функцијата на законот. Остатокот е предмет на методологијата, е стручна работа. Тоа е кога би споредувале, примерно ако се носи закон, не знам, за во областа на медицината, каде што вие ќе со закон определите постапки како, примерно во хирургијата треба некој да постапува. А на дневна основа се менуваат техниките и така натака кои што се користат таму. Значи не можете да градите стручни работи во тој закон. Да, таму може да пропишете во какви услови треба да биде, не знам, стандарди кои што треба да се исполнуваат и така натака, меѓутоа не можете да им наложите техники и така натака. Тоа е оно што сакаме да го избегнеме. Опозицијата настојуваше, и што не е некој проблем, да се разбереме, не е нешто страшно, да во законот има одредени методолошки елементи. Примерно да, меѓутоа проблемот е што иако се тие стандарди познати, не ги поставуваме ние како институција, тие се поставуваат на светско ниво. Економската комисија за Европа на Обединетите нации, а ги прифаќа и Евростат, ги стануваат европски стандарди. Значи светски фактички стандарди за сите земји во светот, односно за овој регион, Економската комисија на Европа што го покрива, и кои што се задолжителни стандарди за сите. Затоа ги прифаќа и Евростат. Во нивното поставување, носење учествуваме сите. Значи тоа не е некој од горе. Етичката припадност е по тие стандарди? Ќе го објаснам и тоа. Во тие стандарди има одредени дефиниции кои што мора да се запасат. Значи категории на население кои се офаќаат така натака се дефинираат за да нема дуплирање на одредени лица во една или во друга земја. Затоа се дефинира кој таа главната категорија на население, така наречено вкупно резидентно население, на англиски е само вкупно население, меѓутоа таму дефинира кој се може, смее и треба да биде офатен во таа категорија. И тоа важи за сите земји во светот. За да нема преклопување, бидејќи за среќа, јас би рекол, денес светот е многу мобилен, границите не се затворени, немаме зидови помеѓу државите, лесно е тоа движење на населението и се случува масовно, за да нема дуплирање, сака Светската организација точно да знае колку население живее на планетава и каква е таа дистрибуција и по земји, затоа поставува стандарди. Ние сме должни да ги испочитуваме. Сега опозицијата настојуваше оваа дефиниција да биде делот од законот. Велам технички не е никаков проблем. Не е ништо страшно. И да се набрат плюс белезите за кои што ќе прибираме податоци во законот. И што исто така не е проблем. Зошто одбивме ова да се случи? Имаме на лошо искуство. Во 2002 година пописот, кога се носеше законот, на самата седница на парламентот со амандман се променија многу работи. Прво,
лицата кои што беа осутни во странство повеќе од година дена се тргнаа од пописот. Значи за нив да не се соберат податоци. Второ, не е Државниот завод за статистика, туку Државна пописна комисија да го организира и спроведува пописот. Нешто што прв пат некаде во историјата се случи, да непрофесионална тоа може би е политичко тело подобро од аспект на како да кажам, да се смири, да се амортизира таа недоверба, затоа што во таа комисија сега на пример малите етнички партии не се заставени. Друга една работа. Значи таа требаше да спроведува пописи, да организира попис. Значи не говориме ние некој да наблюдува, некој да мониторира, да врши контрола на целата работа. Говориме за спроведување, подготовка, организација, спроведување на попис. Нешто што е стручна работа. Тоа е исто сега ќе кажете ајде да собереме на група на луѓе, комисија со припадници на различни етнички заедници да биде главен организатор и спроведување, кој ја спомнавме медицината на извира недовербата. медицински протоколи. Директно. Сега се тука македонците и албанците, е така да се задам. Сите се тука. Кај е ромската популација, односно кај се ромските политички фактори, кај се турските, зошто го прашувам? Затоа што, видите, да не се лажеме, кога ќе тргне пописот, ќе има агитација на терен од партиите. И претходно сме биле сведоци. Како да се декларираат, да ги мобилизираат своите граѓани по етникум. Како тоа ќе го спречите? Има ли казни за тоа? Затоа што, знаете, во време на избори има одредени правила. Има изборен молк. Тука ќе се молчи, нема да се молчи. Ќе се врши притисок сигурно на терен, ќе се оди од куќа на куќа. Тука помалите, послабите се хендикапирани во старт. Разбирате што сакам да ви? Ве разбирам потполно. Значи ние не можеме прво ова не е политичка операција, јасно. Меѓутоа за жал се Прва работа тука има лично изјаснување. Значи јас не можам да ме натерам да се изјасните по некое мое видување. Вие кажувате, говориме сега за тие сензитивните прашања, като поставам за етничката припадност и за јазикот и религијата. Самите се изјаснувате. Дали некој ќе успее да ве убеди поинаку, тоа е веќе ваш проблем, не е мој. Ме разбирате, вие битно е дека попишувачот, односно лицето, учесникот од оваа страна. Има ли казни за притисок за тие работи? Има ли? Дефинитивно има казни за лажни податоци, има казни за недавање податоци, има казни за притисок од друг аспект. Сега, например, ако некој политички субјект јавно наложи нешто на граѓаните да постапуваат по некакви работи што се надвор од правилата, надвор од законот, така натака, тогаш можеме А може партиите кампањи да водат, да речат припадници на тоа излезете масовно. Ние ќе бидеме среќни, кажете, задоволни сите политички субјекти да дадат поддршка на пописот. Што има лошо во тоа да кажат сите масовно излезете, пописот е битна работа за сите вас, нема тука ништо лошо, тоа не е ништо што е надвор од таа политичка поддршка секогаш е потребна, добро дојдена. Меѓутоа не и да се врши притисок, вие морате вака. Ама ако кажете се како што сте, не се асимилирајте, тоа веќе Не, ако кажете што сте, тоа не е ништо страшно. Ама немојте, ако кажете што не сте, тогаш веќе е проблем. Разбирате? Што има лошо од тоа да кажете што сте, јас кажувам на сите. Изјаснете се она што на вистина се чувствувате. Говорам, тоа е сосема коректно, тука не е ништо проблем. Проблемот ако јас вршам врз вас притисок, вие споменавте дека сте влад, да инсистирам, немојте да пишувате тоа, пишувате дека сте македонец стручни на Буден. Има ли кампања? Ќе има. За Да, дефинитивно. По медиумите. Да завршиме со ова, со законот. Колку сте задоволен, колку не сте задоволен. Споменавте што можеше да биде прифатено од и што не може. Зошто не беше прифатено? Тоа беше единствената причина да не се случи, а јас таму ние како статистика немаме влијание, бидејќи не сме дел од парламентот, не гласаме ние. Некој можеше да со амандман измени одреден стандард светски. Примерно да ја смени дефиницијата на вкупното резидентно население. Што правиме тогаш? Во законот се донесе друга дефиниција, ние ќе бидеме единствената држава во светот што нема да го испочитува тој стандард. Тоа беше причината зашто не ги ставив нови елементи во законот. Меѓутоа, за да граѓаните бидат сигурни дека како институција нема да правиме било какви обиди, ние да подлегнеме под некакви политички притисоци и така натака да креираме нешиви желби да задоволуваме, ние методологија ќе направиме јавен документ. Значи за прв пат
ќе објавиме во службен весник. Секој ќе може да види што таму пишува и кои се стандардите и кои ние мораме да ги спочитуваме стандардите. 100 години нека судат, ја нема да се попишам. Има еден слушател на интернет, гледач Митко Соколовски. И Апасиев го вели тоа. Неуставно, заради короната не смеете да влегувате, да попишувате. Ајде сега да спреме короната малку на страна, ако може сега во моментот ќе разговараме и за тој дел. Меѓутоа, ајде коментар на ова што го... Дали некој ќе се попише, дали некој нема да се попише, зошто е ова задолжителна активност. Значи, со непопишувањето, со одбивањето се попише, се прави штета само себе си. Луѓето. Значи, треба да бидат свесни дека ќе се направи штета себе, не говорам од казни штета, мислам, штета на немање податок, на немање податоци, штета на државата, штета на економијата, штета на образованието, штета на здравството, штета воопшто на битисувањето на оваа држава. А ако сакаме да тонеме во калата како што тонеме во моментот заради тоа што немаме податоци од пописот, нека размисла само колку инвестиции не се влезени во оваа држава, било како, дали домашни, дали странски, само заради тоа што немаме елементарни податоци, првенствено за расположената работна сила. А инвеститорите го доаѓаат, они сакаат... Првото што го гледаат, значи првото што го гледаат, покрај тоа комуникација, дали има, дали пазар има и така. Значи прво треба работници, така. Вие не можете да донесете дека објект од милиарди евра, а да нема кој да работи внатре, да не можете да треба да увезувате работници. Значи, еве прво нека размисла на тој начин. Дали секој нека остави прстот на чело пред да носи вакви емотивни решенија, одлуки, дали треба или треба да биде дел од пописот. Значи губи тој, губиме сите ние заедно, никој не добива во случајот. А кој е задолжителен? Значи има казни, 5 години затвор, 5 години... Има казни, таму пишува законот кој тип на казни, за какви типови на прекршоци, односно кривични дела се применуваат. Во ред е, јас споменувам и во јавност дека првиот кој што ќе се обиде да дава лажни податоци, да не дава податоци, ќе биде поднесен против тоа лице, ќе биде поднесен поднесок. Се разбира, ние не сме таа институција која што тоа после го процесира. Меѓутоа, не е проблемот во тоа да казнуваме, не е причината, ако ние сакавме казни, тогаш ајде да пишеме закон, сите ги казниме од државата и ќе собереме пари, ќе имаме, се не е тоа работата. Работата да се спроведе оваа активност успешно, да ги собереме потребните податоци, реални податоци, да дадеме добра основа, конечно, оваа држава да оди напред. Со внесувањето на матичниот број на лицето во електронски прашалник, кој е во директна комуникација со оваа база на податоци, веднаш се повлекуваат податоци за тоа лице ако ги има во таа една база, се што е формиравме ние, од сите 7 заедно формиравме една база. Ги повлекува податоците. Ако за некој лице за кое што се вели дека е присутно во земјата, сака да излаже некој, например. Добре, еве да речеме дека сака да излаже, да претпоставиме дека сака, ништо не можеме да тврдиме. Така да. Не се најде ни еден податок, значи не се повлече ни еден податок од овие бази. Некаде би морало да го има, ако е вработен во 3-4 бази. Ако е ученик, студент во база на оваа. Здравствено сигурно. Ако е дете, го има не мора да биде во образовен процес. Меѓутоа тука се неговите родители кои што треба да ги има и така. Значи, еве го нема никаде тоа лице, нити некоја комбинација од сева што јас велам така фигуративно, сигурно не баш така. Одма алармира, сака да кажа. Светлина црвена сијалечка, ова лице треба да биде проверено. Океј, го проверуваме во други бази, кои што служат само за проверка. Дали лицето, например, го има во базата на фондот за здравствено осигурување, која што во принцип е најбрзо, најчесто ажурирана база. Значи, секој има некои задолженја кога мора да се регистрира таму. Работењите месечно со секоја примање на плата и така натака, пенсионерите со секоја примање на пензија, учениците семестрално со запишување на семестар, односно полугодие, и студентите невработените на 3 месеци, ако не слажам, мора да се пријават. Така да таа е многу ажурна база. Ако го нема и тука, проверуваме следна база. Примерно базата на МВР за иселените лица, кои што се евидентирани. Го нема и тука, проверуваме уште една база на МВР, влегол, излегол, регистрација. И имаме уште неколку бази. Имаме наша база на сите деца родени во странство и нивните родители. И таа база во континуитет некаде во електронска форма преку 30 години. Прашањето за сомнењето до крај да се расчистат. Апсолутно никој не може да излаже, тоа сакам да кажам. Тоа ќе биде автоматски ќе се вклучува тој аларм или во избор ќе се проверува? Не, во моментот
Во моментот што е многу битно. Затоа кажам, таа е директна комуникација. Во моментот имаме ние таква, ние не велиме дека лицето лаже. Ние мораме да го спровериме, ама имаме сомнеш. Така, кога имаме сомнеш, проверуваме се. Ако докажеме дека тоа лице а многу лесно се докажува, нели? Некаде ќе го најдете, барем дека излегло од државата, ако ништо повеќе, а не се вратил. Паралелно се прави тоа истовремено, не отпосле, тоа сакав да го... Значи се прави и отпосле, ама тогаш ги имате информацијата, вас ви треба време да ги проверите сите овие работи. Значи ние мора да докажем дека тоа лице не е тука. Докажеме ли, а многу е лесно доказливо, ви кажав. Ако попишувачот мами не сака да го провери тоа или да... Не, попишувач не проверува ништо. Значи попишувачот лично не проверува. Кога ќе влезе матишниот? Он го внесува матишниот. Компјутерот проверува. Попишувачот ништо не проверува. Добро, значи нема субјективизам, тоа сакам да речам. Добро, тоа е веќе. Значи елиминираме сите можни субјективизми. Тука ни попишувачот, ни вработениот во заводот, никој нема. Значи нема потреба од тие собниши папери. Апсолутно, јас кажам, ќе мора да бидат подвешени етничка припадност, попишувачите за да имаме тоа. Не, апсолутно се проверува. Се проверува. Понатаму, не е целта ние да ги попишеме лицата со странство со давање на информација од тука. Значи, имаме можност да даваме нови лица сами да се попишат од дома, од странство, преку интернет. Значи, имаме таква можност, апликација посебна, веб апликација на која што самите може да се попишат. И не може не целосен прашалник да биде пополнет. Значи, вие имате некој роднина кој што е надолу, го знаете, сте добили матичен број евентуално од негов, знаете име, презиме, души име, презиме не мора, пошто со матичниот веднаш од базата ќе се излече, ама еве го знаете, проверка. Као. Се, ви знаете уште некој елемент и толку. Остатокот што ние го прашуваме, немате појма. Има и други. Ама има 60 прашања таму. Мора да се одговорат сите. Не целосен прашалник не се прифаќа. Апликацијата вика и веднаш му кажува, дури ако има грешка, дури да е целосно има погрешно, има некои логични грешки. Не може машко да родува деца, примерно, нели, и такви некои нелогичности. Самата апликација ви кажува имате грешка. Вие коригирате на лице место кај што домаќинство, кај што тој што дава податоци. Ако ова лице не знае податоци за тие што во странство, порано да не ги дава. Ама денес имаме многу лесна комуникација, нели, лесно е преку интернет, преку, не знам, Viber, што се разбирам, да. Кажете му да тој сам да се попише, никој нема да го тргне. Значи најдобре кога сам ќе се даде податоци, бидејќи се најточни тие податоци, се целост си ги знае дали е работен, дали не е работен. Добар Стадион. Емисија за вашата вистина.